Цивил медија. Дојда првите пријави за неправилности во избирачкиот список. Генерално ваша оценка со каков избирачки список ги проведеа претседателските избори и што може да направат гласачите кога ќе забележат дека нешто не е во ред со избирачкиот список? Значи, во саботата започна јавниот увид во избирачкиот список, ќе трае 20 дена, наредниве денови. Добро е пријавите што стигнале до вас, граѓаните да ги упатите или ако веќе не го сториле тоа, да се обратат до нашите подрачни канцеларии и до Државната изборна комисија за да се исправат грешките доколку ги има по проверката. Не можеме генерално да земеме дека избирачкиот список е лош или добар, затоа што избирачкиот список е динамична материја која што постојано се ажурира. Во моментов, да речеме, од денот на распишување на изборите до денешниот ден се водат над 10.000 управни постапки за менување на некој податок личен од страна на граѓаните и додека траат тие постапки се јавуваат и различни податоци во избирачкиот список за истото лице. Или доколку менувате нови документи, ви поминал рокот на важење на вашиот документ, личната карта или патната исправа, во истиот момент Министерството за внатрешни работи ве трга од избирачки список, се додека трае постапката. Кога ќе заврши вашата постапка, тогаш се имате обврска право како граѓанин да се пријавите во избирачкиот список за време на овој увид. Или како пример да речеме, пред распишување на изборите, ние се обративме до МВР и добивме информација дека повеќе од 6-7 илјади готови документи, лични карти и патни исправи, стојат во МВР неподигнати. Апелиравме, упативме апел до граѓаните да си ги подигнат документите затоа што моментот на подигање на документот значи момент е критичен момент кога влегувате на избирачкиот список како лице и добивате право на гласање на следните избори. Повеќе се ситуации, меѓутоа сите тие ситуации не значат дека во избирачкиот список има така наречени фантоми. Сите се здрави и живи луѓе, фала Богу, меѓутоа треба да се потрудиме ние сите како држава во нареден период да направиме веројатно некои институционални измени кои што ќе доведат до регулирање на правата и врските на граѓаните со цел подобро ажурирање на списокот. Меѓутоа, ние сме се соочиле со ситуации во кои што на одредена адреса на место на живење, со, да речеме, стамбена зграда, со број на стан и така натаму, освен некои 4 члена семејство да бидат впишани во избирачкиот список уште 1, 2, 3 луѓе кои што никогаш ниту живееле на таа адреса, ниту пак реално постојат. Мислам, ако постојат, дали МВР таа што треба да ни го даде одговор? Так. И ако се извинувам, и ако зошто тогаш топката секогаш на вас ја прифаќа? Тоа го зборам за претходните изборни циклуси. Така е, затоа што најлесно е да се префрли топката на Дика и актуелна е темата пред избори, затоа тоа се случува, меѓутоа има ситуации такви каде што кажувате дека на една адреса, освен лица кои што вообичаено ги познаваме дека се на таа адреса, се наоѓаат и други лица. Еден од примерите е кога општините кои што се надлежни за менување на имињата на улиците, најчесто менуваат улици без претходно да го ажурираат, да ја ажурираат старата улица, старите адреси и така натаму. Граѓаните не толку често и ако имаат законска обврска во рок од 30 дена да ја променат адресата, доколку имаат променато адреса, не го правиме тоа сите, вклучувајќи ме и мене. Значи, на време и се јавуваат ситуации кога на иста адреса, иста улица наоѓате повеќе различни лица кои што некои ги знаете, некои не ги познавате. Пример во мојот град во Прилеп имате улица Народен херој Рде Чопела која што се наоѓа во центарот на Прилеп, ама и се наоѓа во населбата Варош. Со исто име, исто презиме и таму можете да најдете лица кои што во центарот ги познавате, ама овие другите не ги знаете, а се водат на иста улица и иста адрес. Пример 2, во Скопје, например, имате улица Скупи, на која што имате под еден број 120 куќи. Со живи луѓе кои што имаат документи и така. Зошто е тоа така? Затоа што градот Скопје, да речеме,
не го вовел уличниот систем во таа населба таму, во Визбегово, каде што се наоѓа улицата и каде што треба да си добијат редни броеви сите куќи. А зошто е таква причината? Затоа што во меѓувреме тие луѓе вршат легализација на своите домови и така натаму, односно билети во градби и не можеле да влезат во нормалниот уличен систем. Значи, повеќе фактори има во државата за оваа ситуација така лесно да се генерализира и во секој случај, како што напоменав, треба да се погрижиме институционално да го решиме овој проблем. Тогаш, дали сметате дека за овие пропусти кои што не се, да речеме, од оваа година, туку се влечат низ години, треба некој да преземе одговорност за да се решат? Конечно, системски тоа да функционира како што треба. Одговорност институциите кои што се надлежни, значи во секој случај, меѓутоа гледаме дека нема да реши ништо ако некоја биде земен на одговорност, затоа што ова не е проблем од сега, овој проблем се влечи со години наназад. Треба да сме свесни дека треба да се направи конечно регистарот на граѓани во државата, во кој што практично ќе значи концентрација на едно место на овие податоци за граѓаните и многу полесно ќе се ажурираат тие податоци за граѓаните и тогаш полесно ќе биде да се спроведуваат и организираат изборите. Спомнавте дека избирачките одбори се најслабата карика во изборната администрација, тогаш кои мерки конкретно ќе ги преземете за да ги подобрите квалитетот на работата на овие тела? Нашата анализа на овој состав на Државната изборна комисија веднаш по референдумот укажа на тоа дека една од најслабите алки во организација на изборниот процес се избирачките одбори, составот и така натаму, без намера да ги навредувам значи луѓето, меѓутоа имаше организацијски слабости во целиот тој процес и од тие причини ние превзедовме една мала акција, би рекол, во овој период со помош на АФС се организиравме да направиме нова програма за обука на членовите на избирачките одбори, која што ќе ни овозможи во помали групи до 30 на членови на избирачките одбори, едукатори кои што ги ангажира Државната изборна комисија со АФС заедно, претходно обучени од овластени обучувачи да извршат обука на тие помали групи со цел да се подигне нивото на едуцираност на членовите на избирачките одбори и се разбира и довербата меѓусебна меѓу нив и на тој начин сметам дека како прв чекор ќе даде одреден резултат веќе во наредниот изборен циклус и оваа работа ние одлучивме да не прекине тука, него и во тој постизборниот период да продолжи како континуирана обука, затоа што само на тој начин ние можеме да вистински организираме избори со одговорна администрација изборна. И сега во избирачките одбори, бидејќи се бираат согласно законското решение од членовите на јавната администрација, многу често имате луѓе кои што едноставно се чувствуваат дека се насила натерани да бидат учесници во тој изборен процес. Сметам дека тоа треба да се промени, ние ќе вршиме сертифицирање на истите, се со цел да можеме вистинските луѓе да бидат одбрани, оние кои што сакаат да си ја вршат работата. Нема друг начин, мора со овој проект да продолжиме понатаму, да дојдеме до едно повисоко ниво на стручност на лицата кои што се задолжени на денот на изборите да ја водат главната работа. Но што би се случи да речеме дека на денот на гласање се случи во некоја гласачко место проблем со избирачкиот одбор? Кои се законските мерки за санкционирање на проблемот? Законските мерки се дисциплинска постапка према членот на избирачкиот одбор согласно законот за јавна администрација. Можеме веднаш и да го промениме. Значи, Општинската изборна комисија да добие од насока и самата може да одлучи да го промени членот или заменикот на избирачкиот одбор, доколку има таков проблематичен член, така што во секој случај составот има доволно членови со мнозинство на членовите да може да работи. Некои завршни пораки до јавноста за учесниците во изборната трка, до институциите кои што ќе имаат една голема одговорност за време на председателските Во овој процес на следните председателски избори, Државната изборна комисија како еден од чинителите, битен чинител, како еден од чинителите во целиот процес, организатор и спроведувач на престојниот изборен процес,
ќе воведе некои нови работи кои што ќе значат поголема транспарентност на целиот процес. Резултатите на крајот на денот ќе стигаат побрзо затоа што ќе воведеме некои нови инструменти на пренос на трансфер на резултатите. Исто така во текот на денот ќе им овозможиме на лицата со попреченост повеќе да бидат вклучени во целиот процес, да се ангажираат. Прв пат ќе гласаат лица во старски домови, значи во старскиот дом, државниот најголем старски дом во Скопје и најголемиот приватен старски дом. Ние ќе направиме се што се однесува до нас да процесот биде добро организиран, меѓутоа секако тоа не зависи само од нас, зависи и од другите чинители во овој процес. Тоа ќе видат кандидатите и нивните поддржувачи, кои што ќе треба да се погрижат во текот на целата кампања да ја прават таа кампања на еден коректен, фер начин, да се доближат до граѓаните на фер и коректен начин, да ја побараат нивната доверба, за на крајот на денот целиот процес да можеме да констатираме дека бил фер и коректно организиран и од мониторите кои што ќе го мониторираат овој процес да добиеме преодна оценка, затоа што граѓаните на Република Македонија заслужуваат да бидат категоризирана нивната држава во рангот на европските држави и европските демократи, а не во рангот на некои други демократи кај што се практикува друга работа, односно други инструменти на примена на демократија. Цивил медија